Министре, во петок во Охрид е најавено отворање на нов бугарски клуб кој го носи името Цар Борис, оглед на тоа што буди доста негативни реакции кај македонската јавност. Дали како влада ќе дозволите отворање на овој клуб без адхок комисијата да даде зелено светло? Значи, сведоци сте дека ја формиравме на пред месец дена работната група или адхок телото во рамките на владата на Република Северна Македонија, која што треба како советодавно тело да дава собствено мислење околу карактерот на историските личности кои што треба да бидат составен дел од името на некое здружение или фондација. Чув дека постои таква најава, комисијата е формирана и на последната седница разговаравме околу некои технички аспекти и тоа не е комисија во рамките на Министерството за правда, е тоа владина комисија. Јас верувам дека за кратко време ќе биде одржана нивната конститутивна седница, бидејќи имињата се познати и би требало таа комисија да почне со работа, односно да биде на ниво на задачата која што е поставена пред ДЕФ. Разгледува ретроактивно случаите, министре, или не? Не знаете што, ајде, правници сме, треба да бидеме внимателни во однос на тоа, значи доколку сакаме да направиме некакви ретроакции, моето мислење и како професор, меѓутоа и како министер за правда е дека тоа треба да го направиме преку други институции. Знаете дека кога станува збор за ова хиперсензибилна сфера, тоаш постојат и други институции каде што нели на некој начин би требало да се санкционира евентуалниот говор на образа, негативните чувства и сето тоа е содржано и во нели кривичниот законник на Република Северна Македонија. Клубот ќе се отвори непречено, сакам ако може да заклучиме. Не, клубот најавите се такви, меѓутоа знаете што јас повторно ќе речем како Министерство за правда практично немаме никакви ингеренции во тој. За жал. Дефинитивно, не случајно, до донесувањето на новиот закон за здружение и фондации, формиравме адхок тело. Сакајќи на некој начин да го бајпасираме овој вакуум, каде што станува се понепријатен и мора ние и како држава да бидеме подготвени за некакви идни потенцијални провокации. Министре, во позадина на првиот академски час беа големо портфолио професори кои се пробале во извршната власт од премиер поранешен, министер, па до генерален секретар на влада и советници на председател. Која е според вас пораката што ја праќаат на студентите? Знаете што треба да значи станува збор за колеги мои кои што навистина биле составен дел од во различни епохи, велам или во различни временски интервали дел од извршната власт. Факт е дека треба да се има спрема секако достоинствен пристап и единствен критериум за осуда било каква е. Повторно велам дека формата е содржината, барем така рекле старите римјани. После правосилна судска пресуда секогаш би можеле да коментираме за состојбите, за да само на таков начин може да зборуваме за форматирање на нечија одговорност.